Очекувани слушатели, ќе ставиме оваа песна во позадината, бидејќи ми се чини дека веќе најавениот наш гостин, господинот Спасен Силјановски, го имаме на линија. Не знам дали ќе не слушне господинот Спасен Силјановски, дали може да не слушнете? Најпрво добар ден, јас ве слушам прекрасно, се надам дека и вие ме слушате добро. Добар ден. Ве слушаме одлично, верувам дека и оние кои што не седат во овој момент и преку социјалната мрежа Facebook ќе го слушнат нашиот разговор. Должината на разговорот зависи од ова што сега ќе оповедеме. Најпрво дозволете да ви се заблагодариме за прифатената понуда. Ние сабајле овде по наше, а касно навечер по македонско време не се чувме, него си напишавме неколку зборови и ја прифативте поканата да бидете наш гостин на Македонски корени. Задоволството, верувајте ме, големо да бидам гостин во вашата емисија. Господине Силјановски, причината сигурно ја не сетувате, на социјалните мрежи се појави една ваша песна, која што вие на вашиот профил, Facebook профил, кажете дека оваа песна е забранета во Македонија. За нашите слушатели на Македонски корен и за целата македонска јавност, дали ќе не кажете за кој фестивал станува збор? Предпоставуваме дека е Гоце Фест 2019 и од кого беше и која причината е што не ја прифати оваа песна? Точно така, јас во моите гостувања по македонските медиуми, радија и телевизија, уште пред неколку недели го најавив моето гостување на Гоце Фест. Исто така, песната веќе беше во подготовки, скоро беше готова за снимање. Јас се слушнав и се познам и лично и се слушнав со директорот на Гоце Фест, кој со задоволство ја прифати песната. Но после неколку дена откако ја прати песната кај него, ми се јави и ми кажа да го променам текстот. За причините не сакаше дефинитивно да каже зошто. Јас инзистирав да дознам која е причината, но одоколу ми спомна дека оваа година одлучиле одборот и директориумот на Гоце Фест песните да не бидат со некоја дневно политичка тема, каде што се спомнува промена на име, каде што се спомнуваат шпиони и така натаму, бидејќи тоа може да ги предизвика властите. А јас викам, во таа песна ќе се пронајде секој кој што си ја има мувата на капата, што би рекле ние во Македонија. Значи, ми беше кажано да го променам текстот на таа песна, за да можам да учествувам, но за моја среќа, а за несреќа на душманите, јас сум еден од оние македонци кои што не потпаѓаат под никакви притисоци и останав достаден песната да си ја снимам во таква верзија како што беше мојата замисла на почеток. И како што напишав во мојот Facebook статус, оваа песна јас ја снимив чисто за да го искажам она што го чувствувам во мене, моите емоции, да ги наречам нервози кои се создаваат во моменталната политичка ситуација, единствено можам да ги искажам преку песна. Доколку го променев текстот на песната, задудно кој беше и моје гостување на тој фестивал, така да јас песната си ја снимав прилично како што беше замислена, ја објавив на социјалните мрежи, на YouTube, на Facebook и така натаму, и допре до сите слушатели, до сите македонци, оние кои што можат да ја разберат и кои што ја чувствуваат вистината за Македонија. Господин Силјановски, причината веќе на сите ни е позната текстот. Меѓутоа, да се навратиме на една реклама од фестивалот Гоце Фест 2019, во рекламата која што одеше во медијата на македонските медиуми се вели: Гоце Фест 2019 повторно ќе се посее семето на патриотизмот, родолюбието, секавањата за Гоце Даме, за патриотите кои се бореа и пролелеа крв за Македонија. Како сега наеднаш испадна дека веќе тоа не може тоа да се зборува, да се пее, за која веќе во рекламата кажува дека ќе се посее семето на патриотизмот. Зарем ова не е патриотизам што го вие опејувате во оваа песна?
Ќе наведам неколку стихови кои што се пеат во мојата песна. Посебно стануваше збор за втората строфа, во која што се зборува колку е тешко име да ти сменат, подобро од гади душа да ти земат. Во гроб ќе се вртат јунаци и херои, ако те продадат ненаситни зверои. Очигледно некој од актуелната власт се пронаšao во овие зборови, се препозна, така да јас донекаде можам и да го разберам директорот на ГЦФЕС, кој верувам дека е патриота, но сигурно е под некој голем притисок, бидејќи му се заканува и укинување на тој фестивал. Знаете, во Македонија има две струи, на едната струја не ја одговараат македонски патриотски песни. Па за жал тие не се чувствуваат како македонци. Тоа е голем парадокс. Да, вие рековте дека го оправдувате или го разбирате директорот, меѓутоа од моја страна верувам дека и од страната на голем број на слушатели кои што во момент не следат и не слушаат, не е тоа за оправдување. Ако патриотите во минатото се откажувале од така многу лесно, ќе немавме слободна држава, слободна Македонија и независна Македонија. Да не ме разберете погрешно, не реков дека го оправдувам, реков дека му ја знам причината, му ја разбирам причината и го разбирам под каков притисок. И јас бев под таков притисок да го променам текстот, но како што кажав, јас не потпаѓам под притисоци, посебно кога се работи за некој национално чувство. Тоа е индивидуално и релативно секој како што може да го поднесе тој притисок. Реков дека не го оправдувам, но го разбирам под каков притисок. Господин Веселиновски, воопшто вие да не се секирате за оваа песна ќе остане меѓу македонците. Не можам да ветам дека ќе остане во Македонија, можеби нема да ја пуштат, меѓутоа надвор во диаспората оваа песна си го најде веќе своето место и понатака ќе си го најде патот до ворвод на македонската песна, која што ќе остане забележана во антологијата на македонските песни, кои што генерациите кои што доаѓаат ќе ги пеат и се сетуваат, можат да ни ги бришат мислите и она што ќе го напишеме. Меѓутоа, не верувам дека вистинските патриоти ќе дозволат да му ги избришат мемориите од главата и покрај тоа што можеби ќе пробаат. Во овие моменти би ве запрашал, ќе ве ставам на малку во незгодна ситуација, можеби, доколку ни го дадете бројот од директорот, ние додека разговараме можеме да му звониме директно па да опрашаме него од кој тој доби притисок да оваа песна не оди на фестивалот. Ако не успееме во денешнава емисија, тогаш бидете сигурни дека ќе ја дознаеме вистината на било овој или оној начин. Така, за жал, јас го немам лично, за жал го немам бројот од директорот, јас со него комуницирам преку Facebook. Слободно можеме и да му напишем на Facebook и после емисијата и да го поканите во живо. Сега мислам дека е рано, не знам дали ќе го најдеме разбуден, но сепак можеме да пробаме и во теку на денот и во некоја народна емисија. Така да се надоврзам на некои претходни ваши зборови кои што ги кажавте. Македонците од секогаш биле угнетувани и им било забранувано да зборуваат, да пеат, па дури да плачат на својот македонски јазик. Така за жал е настаната македонската песна. Македонците кажувале преку песна. Не ве, како што гледаме и денес дојде, да не можеме да си ја кажеме нашата мака и нашите чувства дури ни преку песната. Ова е можеби некоја невидена цензура за се што е македонско да се промени. Господин Следовски, вие често патувате во светот, тука веќе се дојдени неколку пати. Кога е вашата следна турнеја овде во Австралија? Сум веќе во преговори, да бидам искрен, имам неколку понуди, за жал немаме одредено конкретен термин, но се надевам дека ќе биде за брзо. Можеби не, кога кажуваме тоа брзо е релативно, сигурно за помалку од година дена, да сме здрави и живи, би требало да ве посетам повторно. Дали вие моментално можете да ви откриете на што работите во моментов? Дали за скоро време може твоите љубители и твоите следбеници на убавите македонски песни кои што ги пеете да се надеваме дека ќе излезе нешто ново?
Се разбира, јас музиката има една поговорка, вика ако човек го работи она што го сака, тој всушност не работи. Јас уживам во тоа што го работам, а тоа е пењето. Јас со музиката сум пораснат и ќе продолжам да работам со музиката. Секако ја екзистирам од музиката, постојано работам на тој план, создавам нови песни, компонирам нови песни, пеам нови песни. Моментално се фокусирам исто на снимање на моето најново CD. Исто така сакам да направам еден видео запис за оваа најнова песна, мојата нова песна Судбина тешка. Така да постојано сум активен околу музиката и би сакал кога ќе дојдам повторно на вашиот континент, да кај нашите македонци во Австралија, кога ќе биде моје пето гостување, да донесам нови материјали, нови песни кои што верувам дека ќе останат големи хитови. Господине Силјановски, навистина ви благодариме за ова време. Знам дека сношти бевте на музика, пеевте некаде во нашите комуникации, напоменавте дека многу рано, а може би ќе биде во зона време што се договаравме. Ето ви оставивме уште 15 на 20 минути да се одморите, да поспијате. Навистина знам дека сте изморени, меѓутоа како што и самите рековте, кога желбата и во жилите место крв тече песна, не е тешко. Се разбира, да бидам искрен, кај нас во Македонија моментално е околу 8:40 минути. Јас пристигнав дома во 6 сатот утрово, се вратив од пење и верувајте, не легнав да спијам, чекајќи ја вашата емисија и моето гостување. Овој систем, овој начин на комуникација ние го промовиравме на Македонски корени во последниве 2 месеци. И морам да ви кажам дека ова е прв пат кој што успеавме, затоа што голем број од нашите соговорници кои што досега ги имаме и исто така и оние кои што не следат преку социјалната мрежа не се осмелуваат да го прифатат она што го побаравме. Навистина искрено ви благодариме од се срце, заедно со господјата и мој колега Бети, кој што е во моментов, бидејќи го делим екранот, не можете можеби да ја приметите. Навистина од се срце ви благодариме и пред да се разделиме, знам дека сте изморени, меѓутоа морам да ви кажам една така не анекдота, не тоа една вистинска случка, дека ние имаме една внукичка која што се вика Савана, има само 3 години и верувајте, штом ја слушне песната 2 лири, ќе ти дадам 2 лири, рацете и креват и играт. Не знам колку ви е тешко, барем еден стих за незе. Видов дека пред нас, пред тебе, дека и таа не следи во овие моменти. Не знам, барем малку колку за незе, колку да го направиме, ето кево. Најголемата сатисфакција за еден уметник е аплаузот, а посебно аплаузот од најмалите. Бидејќи најмалите знаат да сакаат искрено, без лицемерие и без глума. Ево ова нека биде поздрав за вашата внука, секако и поздрав до сите слушатели на вашето радио. Давам една лира, само да ти свирам, баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Браво. Навистина ви благодариме, а ние од кога го завршувам при крајов сега след ќе завршиме денешниот разговор, а сите наши слушатели, а твоите следбеници, ќе ги поздравиме токму со забренатата песна во Македонија Судбина тешка. Така. Многу поздрав, многу успех и среќа во кариерата, да дотраеш уште многу за Ево само колку да видите. Да, да ме видите од подалеку, да. Да дотраеш да твориш уште многу за Македонија, да пееш за Македонија и секако благодарност за кажаното во македонски корени. И најголема благодарност и од име на нашата мила Савана, која верувам и заигра додека ве слушаше. Впрочем, како што таа го прави почесто додека ве слуша со убавата мелодичност и текст на една од ваша убава изведба, давам една лира. Поздрав и до слушање и секако до видување до некое гостување овде во Сиднеј. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш, ми беше задоволство да гостувам во вашата емисија. Ви посакувам пријатен ден и поздрав до сите македонци. Ќе останеме македонци за секогаш. Ви благодариме многу, поздрав. Ето, почитували слушатели, го слушнивте
ето, почитувани слушатели и оние кои што не следите преку социјалните мрежи, го слушнавте разговорот со македонскиот интерпретатор со златен глас. Тоа е Спасен Силјановски. Така, песната... Ево и песната, вети. Така, песната Судбина тешка, предходно да кажеме збор 2. Да. Песната Судбина тешка е новата насловена песна на фолк пејачот Спасен Силјановски, кој вечерва го слушнавте овде на Македонски корени почитувани. Спасен ни кажа повеќе за неговата нова песна, за намерите, за содржината на истата и за одбивањето на настапот со која песна требаше да настапи на фестивалот Гоце Фест. Но како што вели, за жал бил одбиен од страна на организаторот, бидејќи тематиката, содржината на текстот во која пеел за Македонија не била пригодна за фестивалот. На Македонски корени ќе ја слушнете најновата патриотска песна на естрадниот уметник од Кичево. Музиката е дело на самиот Спасен, текстот е овој пат на неговата мајка Јагода Силјановска, додека на комплетниот аранжман и хармоника бил задолжен маестро Милан Завков. Да напомениме, јубилејното 30-то издание на Гоце Фест годинава се одржа на 2 февруари во Астиво Плаза во Штип, а се одржува веќе 3 децении од 1990 година во чест на денот на раѓањето на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, 4 февруари. Кога зборуваме за текст со патриотска тематика, песната на Владко Миладиновски од Кичево на Гоце Фест лани 2018 освои прва награда од публиката со неговата композиција Велат не нема, како и уште 2 награди, сценски настап и специјална награда од Сдруженијето на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Автори се аранжман на Златко Миладиновски, музика Тоде Новачевски, текст Крстен Наумовски, Мечкар и секако фолклорно студио Блажевски за песната Велат не нема. Се мена времињата, се мена и многу политичари, но и многу организатори на вакви и други манифестации, само за лични интереси и додворување на власта, за да обстојат. Каква и да им е причината, нека не биде уште една поука, почитувани, дека треба да останеме сплотени, а не разделени. Ако сакаме да обстоиме како народ, да ни обстојат песните и фестивалите, да ни обстои традицијата, кои, не дај Боже, наскоро ќе бидат запрени секако ако сето ова успее што се спроведува во Македонија на политичка сцена. Уште една потврда, тезата кај македонците за само уништување не прекинува кога ќе се обединиме, само Господ знае. Така, следува да ја проследиме и убавата песна. Да, Судбина тешка. Судбина тешка од Спасен Силјановски. Голем поздрав до сите вас кои што не следите преку Голем поздрав до сите вас кои што не следите преку социјалната мрежа Facebook, но и преку радиостаницата овде на фреквенција од 88.1 FM и преку интернет радио 2 RDJ без разлика каде и да сте. Следува убавата песна Судбина тешка, нека забранат, нас тука не можат да не сопрат. Секако и поздрав до Спасен Силјановски од тетка Мица од Сиднеј. Сега пак некој сака да те
sitni zverov. Ostanati videkle to sudbinata, i što sakaže da mi ja zemeš tatkovinata. I namojte deca kveto i dninata. Tatkovinata, i namojte deca kveto i dninata. I što sakaže da mi ja zemeš tatkovinata. I namojte deca kveto i dninata. Ostanati videkle to sudbinata. I što sakaže da mi ja zemeš tatkovinata. I namojte deca kveto i dninata. I namojte deca kveto i dninata. Македонски корени, ја слушавте најновата патриотска песна на екстрадниот уметник од Кичево, Спасен Селјановски. Песната "Судбина тешка", музиката е дело на самиот Спасен, текстот и овој пат на неговата мајка Јагода Селјановска. Додека за комплетниот аранжман и хармоника задолжен е маестро Милан Завков.